civilmedia.mk. Slobodno, независно, отворено. Мислам, гледаме ние, ги гледаме луѓето, но во бизнисот важат други правила. Различни од, можеби, нормално, обичното живење. Сите имаме обично живење, меѓутоа во бизнисот има едно правило дека бизнисот постои за да функционира, да заработува пари, да прави профит и така натаму, тоа не е суштината. И во најголема мерка вработените се бираат, јас не знам колку стотици вработени ми поминале низ фирмите и така натаму во овие 30 и нешто години. Меѓутоа, основно гледаш дали ќе исполни улогата за која е објавено работното место, дали на тоа работно место тој вработен или таа вработена, сеедно, ќе биде добар работник. Но, кажувајќи го тоа, се разбира дека етницитетот, културата и така натаму се на сепак на некоја второ место. Сепак сметам дека мултиетницитетот, различноста на работното место апсолутно придонесува за добросостојбата на секој бизнис. Тоа мешање на култури, на различни начини на живење, на разбирање на работите и така натаму, само ја обогатува работната средина и сите меѓусебно учиме и учат едни од други, затоа што секоја култура носи друг квалитет во нешто што е специфично за нив. Така што јас не само што работиме со овдешни вработени, туку имаме и надворешни соработници кои што не се ни од Македонија, туку се од други држави, од Америка, од Индија, од европски држави и така натаму. И секогаш сум почувствувал дека таа различност ја обогатува атмосферата за работење, ја прави полесна, ја прави по-богата за едни нови искуства. Иако, па ќе кажам, во бизнисот сепак мора да се заврши работата, тоа е еден од основните критериуми, но сметам дека не само тоа, докажано е, мислам нема ништо да се објаснува дека бизнисите кои што се мултиетнички подобро финансиски стојат, бидејќи едноставно атмосферата за работење е подобра и луѓето се поефикасни во нивното работење. Тоа е едно. Второ, мислам и не треба многу далеко да се оди. Например, главниот директор на Google, едно од најголемите, веројатно најголемата компанија во свет покрај Apple и Microsoft, е Сундај Пихар. Тој е оној индиец и тоа изворен индиец, не е ни американизиран индиец кој што живеел во Америка па станал. Него едноставно од Индија го донесува затоа што бил способен и никој воопште не му ја гледал ниту бојата на кожата, ниту дури уште зборува со индиски акцент. Сега имаше онлайн конференција Google пред 3 дена буквално и збори човекот со индиски акцент, ама тоа никој не го гледа затоа што е супер интелигентен, супер способен и паметен и го води Google напред. Кога збориме за диверзивитет, не само етнички, например, директорот на Apple, најголемата, 1 трилион и 500 милиарди долари е вредна компанијата Apple во моментот, е геј, и тоа отворен. Значи, никој не го прашал дали е или не е, ама он е отворен, не го крие тоа, и повторно, тој после Стив Джобс, што го подигна Apple, го дигна вредноста за 1 трилион долари. Значи, способноста, меѓутоа, сите овие компании, иако Google има во последно време некои проблеми околу диверзитетот на таму тоа се присликува веројатно и од американското општество, проблемите со црците во Америка се присликуваат малку и по компаниите, меѓутоа Google, Apple и сите други преземаат мерки. И доаѓам на она што сакам да го кажам. Секоја компанија мора активно да презема мерки, да го подобри диверзитетот во својата средина, затоа што тоа број еден придонесува за нејзиното
за нејзината добросостојба, за компанијската добросостојба, за атмосферата на работа и за тоа како компанијата е свртена кон светот. Значи, освен внатрешната добросостојба, компанијата проектира една состојба на диверзитет, на неограниченост, на напредност и така натаму. Тоа во крајна линија, освен што е добро, и помага на компанијата и во извршувањето на бизнисот. Ако компанијата има добра репутација, се разбира дека полесно ќе настапува. Инаку ќе ви кажам основа е во мојата компанија, мислам во мојата основна компанија, Инфопроект. Ние се бавиме со изработка на софтвер за големи компании и така натаму. Значи, не се случило да направиме софтвер кој што не е мултилингвален. Што значи дека корисниците може да избираат помеѓу повеќе јазици. Имаме клиенти во Бугарија, во САД, во скоро секоја европска држава од ЕУ, во Србија и така натаму. Сите тие луѓе зборуваат своите јазици. Еве во Македонија. Во Македонија ние не сме направиле софтвер кој што нема македонски, албански, некој и турски, зависно од регионот каде што се користи и така натаму. Дури имаме превод и на азербејџански, верували или не. Но и на црногорски, и тоа е посебен јазик, така си има црногорските. Има босански, има српски, има хрватски. Така што и мојата компанија се труди да биде во тој тренд на различитост, на прифаќање на таа култура, затоа што сметаме дека така ќе бидеме поблиску до корисниците, полесно ќе не разберат, полесно ќе ги користат нашите производи. Значи, се испреплетува тој бизнис момент со моментот на добро владење со тие други моменти на живењето, и сметам дека без тоа не може да има добро. Јас вчера буквално имав деловец останок работен со една македонска фирма, а беа дојдени еден експерт од Хрватска, од Загреб, и еден од Белград, Србија. Сега знаеме какви се балканските бескрајни проблеми. Меѓутоа тие луѓе, ние сите си зборевме на свој јазик, сите си се разбиравме без никаков проблем. Тој диверзитет е како да кажам, природен во бизнисот. И на никому не забележа ако каже некој збор погрешно или ако дури и се шеги кажувавме, затоа што тоа е добар начин на водење на бизнис. Тоа е од страна на бизнисот, бидејќи така ме прашавте. И ако сметам дека и во општеството мора да биде така. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.